Прашањето е дали воопшто може да зборуваме за постоење на организирано општество или е просто некаков конгломерат, некаква збирштина од парцијални групи со своји интереси. Тој е етнички паралелизам во изборните кампањи. Значи, политичките партии комуницираат исклучиво во предизборието со својот етнички корпус. Значи, не очекувам дека ВМРО-ДПМН ќе добие во никој случај 61. Дали тоа значи дека на сцена ќе биде нова власт со старо политиканство? Да, мислам дека тоа ќе биде. I feel a lot of disappointment in this country about the long way for the EU accession. Ке се оди на омаловажување, црна кампања, етикетирање, а сето тоа е многу проблематично за вакви општества. Предизборно ВМРО-ДПМН би можело да има коалицијски капацитет. Постизборно, барем еден дел од политичките партии кои се дел од Европскиот сојуз за промени се изјаснети јасно дека нема да направат коалиција со партија која нема да прифати да ги направи уставните измени. И граѓаните се свесни за тоа дека запирањето на нашата интеграција, европска интеграција, ќе биде со последици конкретни во однос на нивото на живеачка, квалитетот на живот. Просто ние се празниме демографски. Гледате Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.